Добродојдовте на мојот YouTube канал. И денеска немам перфектна фризура, немам ниту перфектна шминка, меѓутоа сум овде затоа што го надминав тој процес на проксимација. Ќе говориме денеска за проксимацијата, а мене ме инспирираше едно дело на Маргарет Атвуд, која вели дека јас сум совршена и перфектна во се, па и во проксимација. Секој од нас бил дел од тој тежок психолошки процес. Низ него поминував и јас, а секако и мојата клиентка која ме потсети на овој процес. Може би затоа и не снимав долго време видеа, од причина што се проксимирав. Зошто? Што значи тоа? Тоа значи одложување на една одговорна задача која што треба да биде средиште. Мојата клиентка во конкретниот случај веќе 7 години не успева да дипломира. Постојано одложува. За себе вели дека е мразелива. Апсолутно не е точно, затоа што наместо да го припрема тој дипломски труд, таа се занимава со бизнис, работа која што нема да ја донесе баш многу профит, меѓутоа се интересира и ги одложува. Што одложува во суштина? Го одложува непријатното чувство од соочување дека таа нема да биде перфектна во моментот кога ќе треба да ја заврши таа задача. Ни јас денеска не сум перфектна, немам совршена фризура, нито шминка и гардероба, може би нема ни да го едитирам добро ова видео, но се борев со проксимацијата долго и наместо да ја одложувам, продолжувам да работам. Ова видео е посветено на неперфекционистите и на оние луѓе кои што се соочиле со тоа што го имаат како сознание. Сознание дека може да бидат само добри, едноставно не мора да бидат перфектни. Што е всушност проксимацијата? Таа е обид да ја зачуваме совршената слика за себе си. Тие фрустрации и страв кои ги продуцираме како негативни чувства се јавуваат кога немаме достигнато совршенство. Токму совршенството е некоја цел, а во нашата култура перфектноста и совршенството се сваќаат на еден поинаков начин. Самите правиме конструкција на фрустрација и избегнуваме одредени непријатни чувства. Тоа е тешка борба. Проксимацијата не е пасивен процес. Проксимацијата е многу активен процес и во моментот кога одложуваме нешто да го завршиме, ни се занимаваме со споредби наместо со главни работи, тоа е напор, активен процес кој што значи дека ние во суштина и не можеме да го победиме. Може тоа така со години да се произлегува од самите нас, бидејќи имаме сериозна психолошка борба за потврдување на сопствените вредности. Што е проксимацијата? Тенденција да се оди кон совршенство и перфектност и бидејќи сме свесни дека нема да ја достигнеме таа совршенство, тоа совршено или перфектност, ние се повлекуваме. Значи, вредам толку колку што сум успешен. Се будам сабајле и ми вели вака клиентката во процес и доколку нема да ја завршам таа задача денеска на работата да достигнам норма, ја нема да вредам. Во суштина, така правиме за сите паралели, споредби. Значи, вредам онолку колку што сум успешен во таа задача. Што би значило од психолошки аспект, е вака народски кажано, сабајле се будам и јас немам поима дали ќе вредам воопшто денес. Зошто? Затоа што имам недостиг на поздрав поглед за успех и немам доволно самодоверба, самовреднување и самопотврдување. Тоа од каде доаѓа? Повторно од детството. Колку и да сме имале прекрасни префинети родители кои што се грижеле за нас и не обсипувале со емпатија, сепак недостасувало нешто дека љубовта сме морале да ја заслужиме. Во момент кога требало да бидеме признаени, прифатени и да добиеме само потврда, нашите родители реагирале на заслужена љубов, односно ако сме добиле петки во училиште, ако сме извршиле некоја домашна задача и така натаму. Во суштина, ние животот одиме гонејќи постигнувања, борба за сопствена вредност. Што сакам да кажам? Не, проксимацијата е толку тежок психолошки процес да постојано се измачуваат луѓето во себе си, велејќи си морам да бидам перфектен, но и кога ќе завршат перфектно самата задача, повторно си задаваат нови критериуми, ги подигнуваат стандардите и повторно се во нова битка за перфектност. Затоа не проксимирајте, бидете нормални, служете се со доброто, бидејќи доброто сепак е добро. Има задачи кои што во животот треба да ги исполниме перфектни, но тие се малку и значи соочувањето со овој тежок психолошки процес
го насочува човек на малку поголема анксиозност, фрустрација и немање на самодоверба.